од идеја до визија. Така може да кажеме за ова улица, ова пробивање на Лазо Асијата и ова населба која јас ја гледам и вие ја гледате и председателот на Советот ја гледа, а другите не ја гледаат. Ова ќе биде идно развивање на Кавадарци. Ја би кажал машки потек и на општина Кавадарци, и на градоначалник, и на Совет. Добре. А тоа значи дека три крупни за останати проекти кај што периферно го развивме градот и направивме алтернативи за движење. Тоа е примерот на Западен булевар кој што го пуштивме и се изградува на 30 куќи. Сега е Лазо Асијата, токму оваа улица тука, која што кошта на 27 милиона денари. 30 години вметната во генерален план, 30 години вметната во детален план, не отпочната, еве се отпочна, во завршна фаза сме на изградбата. Морам да потенцирам да кажам дека малку покомплицирана градба со потпорни зидови, со доста ископ, со доста насип, градежни работи, меѓутоа да потенцирам дека тука комплетно се гради атмосферска канализација, канализациона мрежа и водоводна инсталација. Исто така се изградат и тротоарите со рабници и уличното светлови. Така да позади тоа што го гледаме цело нас е детално веќе урбанизирано за индивидуални домови. Колку отприлика граѓани може да градат? Па негде над 60 на маркици, така да за наредните 4-5 години очекувам да се изградат овие тука маркици индивидуални домови. Приватни маркици се претежно, али ова улица Лазо Асијата има многу кракови кои ќе се приклучат на Кимиторија Ѓуновџикот и на Кајклинска. Улицата е една алтернатива за движење и оние луѓе кои што до сега имаат тука изградено куќи немаа никаков пристап за со возило или не може за други. Да, сега имаат можност. Комплетно ќе се вклопат сите ќе се вклопат и очекуваме ова улица да биде за 2 месеци комплетно завршена. По завршувањето на ова се продолжува на Домовица со 25 мај, исто сериозен проект од 20 милиона денари, 30 години исто не е реализиран, кој што ќе го врзи Младост улицата со 25 мај, паралелно на улицата Шишка. Тоа е населба Смилица. Населба Смилица. Голи оток, така да знаат граѓаните. Исто Домовица ќе се гради тука, на Голи оток. Така да се работиме на крупни сериозни проекти. Ова малку луѓе го имаат видено како проект, пошто е перифериски надвор, меѓутоа е еден крупен проект за општина Кавадарци, па можам да кажам еден од 5 најзначителни што се за сега во овие 5 години изведени и изградени. Председателе, градоначалникот рече 20 години седи во фиока овој проект, сега го реализирате вие. Советот има големо влијание за да се гради оваа инвестиција. Јас сум втора година председател на Советот на општина Кавадарци, градоначалникот господинот Митко Јанчев 5-та година, 6-та од неговиот мандат. Продолжува тренд да Кавадарци е едно големо градилиште. Посебно што ме радува фактот е тоа што идејата за реализација и развој на Кавадарци е и во периферијата и во центарот на Кавадарци. Значи Кавадарци подеднакво се развива и во централното градско подречје и во обиколните места, а бенефит од тоа апсолутно ќе имаат и граѓаните, бидејќи со вакви модерни булевари, со тротоари, со фекална атмосферска и водоводна канализација, тоа е добробит пред се и за сообраќајот, меѓутоа добробит е и за лицата кои имаат своји одредени претходни места кои беа така запоставени. Тие во идно време ќе може да бидат маркички за градба, за развој на Кавадарци и се надевам дека тој тренд на развој на Кавадарци ќе го продолжиме и во останатиот наш мандат од 2,5 години. Се надевам дека општина Кавадарци заедно со градоначалникот и Советот и во наредниот период ќе го продолжиме овој тренд, меѓутоа мене лично како председател на Совет на општина Кавадарци за прв пат сум тука и посебно задоволство е што го гледам ова што е вака, во едно повик до кавадарчани да го прошетаат овие улици. Сега сме на Лазо Асијата, 25 мај, нешто ново во градот, да го разгледаат овој период, прекрасна панорамска гледка кон целиот град, така да едно големо благодарам до градоначалникот и до Советот. Ново од кабелскиот оператор Инел. Најдобриот интернет, што туку стана уште побрз. Зголемување на интернет брзините до 40% без доплата. Мислиме на тебе. Изворска.